Денешната визита, која што е последна за оваа работна седмица, веќе следната со нова тема е во понеделник, ќе зборуваме за малигните заболувања. Кои се најчестите малигни заболувања, кои ризик фактори придонесуваат за појава на карцином на одредено ткиво или орган во човечкиот организам, колкава е расширеноста, кои се симптомите, како се манифестира појавата на карцином, што е она најважно на што мораме да посветиме внимание е превенцијата, односно раното откривање на ракот пред уште да се појават и симптомите, кои се скрининг тестовите, методите со кои што може да се открие сето тоа, како се вршат испитувањата за да се постави диагнозата за болеста и нејзината расширеност, како се лекува ракот, од што зависи прогнозата на болеста, каква психолошка поддршка им е потребна и на заболените од карцином и на нивните семејства и многу други работи кои што ќе ги кажуваме и ќе ги зборуваме денеска во визита на оваа тема. Денеска разговараме со доктор Дева Петрова, специјалист онколог, радиотерапевт од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и ви благодарам на поканата. Доктор Дева, каква е застапеноста на малигните заболувања? Не мора во бројки, барем онака од прилика во некоја насока. Малигните болести се заболувања кои што предизвикуваат голем интерес, бидејќи заедно со кардиоваскуларните заболувања се водечката причина за смртност. Бидејќи честотата на јавување на малигните болести расте, напредува со возраста на луѓето, колку човек е повозрасен, особено после 50-та година од животот, шансата да заболе од некој малигно заболување е многу поголема. Затоа и поголем дел од овие скрининг тестови практично се почнуваат после 50-та година од животот. Да речеме, кај женската популација голем проблем представува карциномот на дојката. Скрининг тестовите за рано откривање на карциномот на дојката или методи, значи не се класични тестови, станува збор за методи на испитување, се ехосонографскиот преглед на дојката и мамографскиот преглед на дојката. Значи препораките се дека секоја жена по навршена 40 година од животот треба да почне редовно, еднаш годишно, може веќе со новите препораки на 2 години, доколку претходните наоди се уредни, доколку не постои некој висок ризик од појава на заболувањето, значи на секоја втора година да прави редовни мамографски прегледи. Бидејќи станува збор за популација која што е во репродуктивен период, значи жена која што е во млади години, можеме да кажеме понекогаш овие две методи не се доволни, бидејќи густината на дојките на таа возраст е прилично проблем во интерпретацијата на наодот, може дополнително на барање, значи на радиологот, да се искористат и дополнителни методи за диагностицирање, како што е нуклеарната магнетна резонанца. Но сепак ехото и мамографијата се скрининг методи за рано откривање на ракот на дојката. Да, рековте по 40-та, оно каде што има и наследен фактор, генетскиот фактор, каде што е зголемен ризик, има ли потреба? Да, значи порано може да се прават ехосонографски прегледи, доколку постои некој сомнителен наод, може да се направи базичната или првична мамографија и пред 40-та година од животот, но во главном препораките се од 40-та година да се почне со мамографско испитување кај жената. Сега секоја држава си носи своја национална програма, да речеме во Франција сметаат дека кост-бенефитот од овие скрининг методи на исследување покажал дека доволно е жената да оди на вакви скрининг испитувања после 50-та година од животот, бидејќи инциденцата на јавување на ова малигно заболување е најголема после 50-та година од животот. Значи постојат и тука одредени модификации зависно од тоа како во секоја држава ќе се организира националната програма за скрининг и превенција на малигните болести. Кај мажите, да речеме, за најчистото малигно заболување карциномот на простата, постои скрининг тест кој што подразбира анализа на еден туморски маркер во крвта, тоа е простата специфичниот антиген, кој што исто така се советува да се прави еднаш годишно после 50-та година од животот.
За дебелоцревниот карцином, кој што е проблем во општата популација и кај мажите и кај жените, исто така се советува после 40-та година од животот еднаш годишно да се направи тестот за окултно или минимално крварење во изметот, кое што ние не можеме да го приметиме со голо око и кое што ќе ни биде индикатор доколку е позитивно да се спроведат други поинвазивни диагностички методи кои што не треба да се прават, да речеме доколку за тоа не постои индикација, значи не се оние стандардни скрининг методи на исследување како што е колоноскопијата. За карциномот се забележат такви симптоми, значи човек сам прво ќе забележи така нешто, доколку забележи симптом, човекот ќе се, пациентот ќе се јави поради пројавениот симптом, но проблемот е онаму каде што болеста е асимптоматска, тоа не е целта да ја фатиме во ран стадиум. Значи во тој случај овој тест е од големо значење. Кај белодробните карциноми, за жал до сега и покрај тоа што се водечката причина за смрт, значи во општата популација и кај мажите и кај жените не постои некоја стандардна скрининг метода на исследување, значи правени се испитувања во однос на онаа класична рентгенграфија, стандардна компјутерска томографија, но тоа не покажало ефект во однос на раното откривање и превенција од ова малигно заболување и бидејќи на тој начин луѓето би биле изложени на одредена доза на јонизирачко зрачење, а од тоа нема никој посебен ефект врз понатамошното лекување и текот на болеста, констатирано е во новите препораки дека може само кај онаа група која што е високо ризична, да речеме мажи или жени над 50-та година од животот, кои што се страстни пушачи, значи и тоа со пушачки стаж кој што е подолг од 15 години, може да се прават годишни компјутерски томографии кои што се со помал интензитет на зрачење. Значи low dense CT испитувања кои што може да се прават еднаш годишно или на 2 години само кај високоризичните групи. Така. Во секој случај препораки постојано кои што се даваат и совети до популацијата, така дека навреме треба да се прават сите овие испитувања кои што од одредена возраст нели се прават кај мажите, кај жените за да може рано да се открие. Како се манифестираат малигните заболувања? Малигните заболувања, рековме, прво може да поминат како асимптоматски, значи воопшто да немаат никаков симптом, доколку болеста е во рана фаза или поставеноста на туморот е таква да не прави притисок врз соседните органи и не доведува до појава на никаков клинички симптом. Зависно од тоа од каде потекнува туморот, дали станува збор за карцином на бели дробови, карцином на дојка, карцином на простата или на дебело црево, манифестацијата клиничка на болеста може да биде различна. Да речеме за карциномот на бели дробови, најчестата причина поради која што пациентите се јавуваат на првичен преглед е интензивна кашлица, потешкотии со дишењето, гушење, потоа може да биде тоа крв во исплувокот, значи да приметат како еден од симптомите, потоа исто така може да се јави губиток во телесна тежина, интензивни потења. Без некоја голема причина, без така? Некоја, така е, така. Да. Значи пациентот приметува дека за кус временски период и покрај нормалниот режим на исхрана губи во тежина, има потешкотии со дишењето, крв во исплувокот, тоа се најчестите причини поради кои се јавуваат на преглед, но понекогаш болеста уште при првичната манифестација може да биде метастатска, па првите симптоми да потекнуваат од метастазите, а не од примарниот тумор. Да речеме пациентот да се јави поради никаква вртоглавица, нестабилност во движењето, да се направи првично испитување на мозокот, да се откријат метастатски промени во мозокот, па потоа со следните испитувања, барајќи го примарниот тумор, да се открие дека примарниот тумор е, да речеме, во белите дробови. Така, затоа треба да внимаваме на секој симптом или секоја промена која што во нормалното функционирање. Тоа е многу важно, значи освен скрининг тестовите и методите за рано откривање, многу е важно да се внимава да не се подценуваат симптомите, значи сами да не сме собствените, да не сме си матични лекари сами на себе, туку за секој симптом кој што е нешто што излегува надвор од вообичаеното, да се јавиме, значи, кај матичен лекар, а тоа е компетентниот човек кој што понатаму ќе не упати и ќе не води ни следни
целокупниот процес на диагностички процедури. Доктор Дева, веќе е време за вестите во 11 часот. Ке продолжиме со разговорот веднаш по вестите и за останатите нели симптоми и манифестирање на другите малигни заболувања. Продолжува денешната визита на доктор Дева Петрова, специјалист, онколог, радиотерапевт од клиничката болница Аџибадем Систина. Зборуваме за малигните заболувања. Доктор Дева, симптомите и манифестирањето на малигните заболувања, почнавме со некои да ги кажеме до крај за останатите. Спомнавме неколку зборови за карциномот на бели дробови, како водечкиот малигном во општата популација. Да кажеме нешто за карциномот на дебелото црево, кој што исто има тенденција на пораст, значи и кај машката и кај женската популација. Најчестите симптоми поради кои што пациентите се јавуваат на преглед се крв во столица, потоа болка, значи интензивна болка во стомакот, понекогаш се случува значи да биде тоа некоја акутна состојба, тоа ние го велиме илеус, да пациентот нема пасажа, значи низ цревата, не може да го оствари процесот на дефекација или испразнување на цревата. Потоа исто така може да биде еден од симптомите општи губиток во телесната тежина, промена во крвната слика, понекогаш пациентот чувствува слабост, малаксалост поради појавата на анемија како резултат на тие хронични помали крварења од дигестивниот тракт. Исто така промената во режимот на празнење на цревата може да биде еден од почетните симптоми на малигно заболување на дигестивниот тракт, па да речеме на изменично има пациентот пролив, течни столици, потоа има тврда столица или запек. Доколку тоа е надвор од она вообичаено празнење кое што претходно го има, тоа е еден од симптомите поради кој би требало да се јави на лекарски преглед. Кај карциномот на желудник може една од манифестациите да биде повратени маси со примеси на крв, болка во желудникот, исто така губиток во телесна тежина, интолеранција кон одредена храна, одвратност кон месо, кон месни продукти и слично. Во однос на карциномот на дојка, кој што е најчестиот карцином кај женската популација, најчесто жената приметува некаква тврдина во дојката, на палпација во тек на туширање, значи кога ги напипува дојките, приметува тврдина во дојката. Потоа може да биде тоа некакво вовлекување, промена на ниво на кожата, вовлекување на кожата, црвенило на кожата, вовлекување на брадавката од дојката, појава на секрет од дојката, значи може да биде тој секрет серозен, може да биде тоест бистар, за подобро да разберат гледачите жолтеников, или пак може да биде со примеси на крв. Исто така жената понекогаш може да напипа жлезда во пазувата и тоа да биде првиот симптом поради кој што ќе се јави на лекарски преглед, а да е поврзан практично со постоење на карцином во дојката. Кај мажите, најчестиот карцином е карциномот на простата, значи после белодробниот карцином, и тој може да се манифестира бидејќи се јавува карциномот на простата во понапреднатата возраст, тогаш и вообичаено кај мажите може да се јават потешкоти со мокрењето, па да биде оттежнато испразнувањето до крај. Со самата возраст, така, може млазот да биде, значи, тенок, да не може да се испразни мочниот меур до крај, да има болка при тоа мокрење и слично. Во тој случај треба да се јават на преглед, не мора да значи секогаш од страв поради мислата дека може да се работи така, за малигна болест да се потиснува да тоа во себе и да не се оди на преглед, значи треба да се јави секој што ќе почувствува некој од овие симптоми на преглед, бидејќи не секогаш, значи сите овие симптоми се симптоми на малигна болест. Значи и крв во столица, и оттежнато мокрење, и болка во стомакот, и губиток во телесна тежина може понекогаш да биде поврзано
поврзано со хормонални пореметувања, може да бидат тоа безброј бенигни заболувања, но основно е да се јави пациентот на преглед за да се направи правилна дијагностичка процедура и исследување и да се постави вистинската дијагноза. Така. Откако ќе се постави дијагнозата, тогаш веројатно и веќе се согледува нели колку е расширена болеста, доколку ја има присуството на карцином. Така, основно е прво да се најде примарниот тумор, значи од таму од каде што потекнува целата работа и потоа да се види дали примарниот тумор е локализиран, тоест дали тој постои само во органот од кај што потекнува или се проширил на некое друго место. Првата врата или првото место каде што се шири туморот се регионалните лимфни жлезди, потоа може тој да се прошири носени малигните клетки од крвната циркулација, може да останат во било кој орган во телото и таму да почнат да растат и да се размножуваат и на тој начин да овозможат создавање на метастази. Значи тоа е една од особините по која малигните болести се разликуваат од бенигните, а тоа е особината да метастазираат. За да дознаеме дали туморот е локализиран само во органот од кој што потекнува или е проширен и на друго место, треба да се направат дополнителни исследувања за да се постави, ние велиме, стадиумот на болеста, кој во овој случај ќе биде клинички. Доколку пациентот клинички го исследува, тоа ти постои стадиум на болест кој што се поставува и после спроведена оперативна интервенција. Тоа е постоперативен стадиум на болест. Значи, секогаш е добро прво клинички да се постави стадиумот на болеста, за да се знае дали пациентот е за оперативен третман или прво треба да почне со онколошки третман. Да речеме, кај пациентка која што напипала тврдина во дојката, ќе се направи ехомамографија, ќе се направи биопсија. Секогаш биопсијата е составен дел од дијагностичките процедури кај малигните болести, бидејќи малигните болести се дијагностицираат хистолошки. Значи, не е доволно само нешто да видите на рентген, туку треба да земете и примерок, патологот да го види под микроскоп, за да постави прецизна дијагноза. Оти станува збор за сериозни болести, за кои што треба сериозен третман. Многу е важно да бидеме сигурни дека станува збор за малигна болест. Значи, ќе се направи ехомамографија, се зема биопсија и доколку се постави дијагноза дека станува збор за карцином на дојка, потребно е значи да се направат и компјутерски слики на белите дробови и на стомакот, за да се види, или рентген слика на стомакот и ехо на абдоменот, за да се види дали постои проширување на болеста во белите дробови во стомачните органи, бидејќи тоа е местото каде што најчесто овие тумори метастазираат. Доколку е се во ред, тогаш станува збор за локално или локорегионално проширена болест и пациентката понатаму може да се упати на консултација кај хирург за оперативен третман. По завршување на оперативниот третман, значи се добива постоперативниот стадиум на болеста и се планира понатамошното онколошко лекување, дали ќе има потреба од дополнителен третман или не. Да речеме, кај карциномот на дебело црево, дијагностиката почнува со колоноскопија, значи потоа се зема биопсија, доколку се види нешто во тек на прегледот, па се прави исто така компјутерска томографија на стомакот, се прават исследувања на белите дробови, значи може тоа да биде рентген слика, па ако е наодот уреден, не се оди понатаму со исследувања, ако има нешто сомнително се прави компјутерска томографија на белите дробови. На тој начин го поставуваме клиничкиот стадиум на болеста. Кај карцином на простата, значи земаме тест за ПСА, простата специфичен антиген, правиме анализа на крвта, доколку е тој зголемен, потоа се прави значи ехо преглед на уринарниот тракт и на простатата, исто така дигитален ректален преглед се вика, бидејќи простатата е достапна доколку ректално преку дебелото црево, значи може достапна е за преглед и тој преглед е доста значаен, значи урологот го прави, исто така се прави биопсија на она што ќе се види сомнително под ехо и на дигитален ректален преглед и се поставува дијагноза за примарен тумор на простатата. Потоа се прават дополнителни исследувања, тука често пати карциномот на простата метастазира во коските, па
па едно од дополнителните исследувања доколку некои од биохемиските вредности се зголемени и скенот на скелет за да процениме дали постојат коскени метастази. Значи, во зависност од малигното заболување. Абсолютно, така. Тоа исто така и за карциномот на бели дробови постојат радиолошки исследувања, компјутерска слика на белите дробови, потоа ендоскопско испитување, бронхоскопија се прави, исто така се зема биопсија, се докажува типот на карциномот и дали станува збор за карцином или за некоја друга бенигна промена. Сега веќе во стејџирањето или одредувањето на стадиумот на карциномот на бели дробови е влезен и PET скенот како една посовремена диагностичка метода, која што не е инвазивна, а може да даде доста податоци кои што може да помогнат во правилното одредување на понатамошниот третман на болест. Така, се поставува диагнозата на болеста, нејзината расширено за да се знае што понатаму како да се продолжи со лекувањето, за можностите и начините на лекување, од што зависи нели степенот на излекувањето. Ќе зборуваме малку подоцна, да ги слушнеме сега и гледачите и нивните прашања. Добар ден за првиот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Сакам да поставам прашање за докторката. Повелете. Пред известен период 3-4 години имав скршено 4 ребра. Така, продолжете, да, ве слушаме. Имав скршено 4 ребра, бев на пулмологија легав и на кардиоваскуларна и тоа тамо... Да, хирургија. Хирургија. На пулмологија, после тоа во плеврата имав некоја течност, пошто носев трен, и после од течноста ми правија испитување, значи во испитувањата немаше никакви малигнати. Так. Тоа си беше во ред, а после тоа направи слепа биопсија, и во слепата биопсија на радиологија и онкологија, радиооскудност на материјал не може да се открие, а навидом постојат некоја мала група на малигни клетки. После тоа направив компјутерска томографија, рентгенологот ми рече дека 100% немате ништо. Седејќи така бев на уролог, испитав кај урологот рече, вика, немаш ништо, џабе трошиш пари. Се вратив на онкологија, одитов кај професорот Љубе Ицковски и му ја објаснив историјата како скршив 4 ребра и вика, ја не сум баба Вања и вика, ти имаш голема травма преживеано и местото кај се удрил, тамо вика клетките са ти оштетени, вика им има ли потреба да правам поново биопсија, вика немаш потреба и немаш ништо. Сега сакам да прашам, дали поверодостојна е слепата биопсија или компјутерската томографија? Добро, за откривање на малигнати. Ви благодариме за јавувањето, ќе слушнете што следно би било како препорака и совет од вас, доктор Тева, да може да направи гледачите. Да, значи компјутерската томографија е прилично прецизно радиолошко исследување и доколку на компјутерската томографија немате некоја лезија, тумор, нешто што е сомнително, тогаш не знам што би се биопсирало на слепо. Значи во принцип слепата биопсија не може да биде прецизна, бидејќи самиот збор кажува вие влегувате некаде на слепо и не знаете од каде ќе го земете материјалот. Најдобро е да се направи некое поекзактно испитување, како што е компјутерската томографија, и доколку на тоа испитување се види сомнителна промена, значи тогаш под контрола на компјутер или под контрола на ехобар, значи доколку може таа промена е достапна да се види и со ехо, така циљано, значи да се направи биопсијата и да се земе од вистинското место материјал. Исто така се случува она што рековте, понекогаш е тешко достапно тоа место за биопсија, па инвазивна е биопсијата како метода, со игла се зема, може да нема доволно материјал за да се постави хистолошка диагноза. Во тој случај, ако во тој оскуден материјал што е земен, постои некакво сомневање дека може би има малигни клетки, со сигурност таа биопсија треба да се повтори. Така. Препораките се тоа што треба следно да се направи, да. Добар ден за следниот гледач, повелете.
Добар ден. Добар ден. Да. Ќе ве замолам само малку погласно за да можеме убаво да ве слушнеме. Добар ден. Да, повелете. На телефони гледаска ви поздравувам и вас и гостинката. Ви благодариме. 3 месеци ми открија малигно заболување. Малигно заболување на мигледа денка. Добро, продолжете. Денката ја изтретират на пластична хирургија. Од тука материјалот што е изведен воздухот приватно и таму ми е констатирано прва група предстадиум агнус. Би сакала да ја прашам докторката од незините искуства до сега, мада мислам дека е неблагодарно, да се каже колку оваа група и ова заболување може да помине напредна фаза и како ја да се заштита, затоа што на онкологија и след дека што ќе направи ехо на мишка, на врат, тумор маркери 0,045. Како јас накако да се заштитам? Рекоа контрола на 6 месеци, ама јас самата да направам контрола на 3. Па за 100. Добро. Да, ви благодариме за јавувањето. Ние денеска зборуваме за најчестите, меѓутоа има и најразлични видови на малигни заболувања. Кожните карциноми и малигниот меланом исто така се доста чести, значи во општата популација, особено е во пораст појавата на ново диагностицирани случаи на малигни меланом. Предпоставувам дека се работи за малигни меланом, бидејќи спомна пациентката дека е тоа некоја бемка која што е оперирана, значи од странета хируршки, и доколку е болеста во први стадиум, навистина нема потреба, тоа е најпосакуваниот стадиум за нас онколозите, нема потреба од никаков дополнителен третман, освен што треба да се спроведуваат редовни следења и контроли. Значи, добро е, зависи од тоа каде била локализирана таа промена и те кажа пациентката дека има направено ехо на вратот, ехо на жлездите во пазувите, значи бил испитуван регионалниот лимфен базен, да се види евентуално да не постои проширување на болеста во регионалните лимфни жлезди. Понекогаш, значи, во таква ситуација може да се направи компјутерска слика на градниот кош или магнетна резонанца на вратот, ако било негде во лицевата регија или во регија на вратот, за со сигурност по-екзактно отколку ехо прегледот да се види дали постои некој сомнителен лимфен јазол. Во однос на контролите, значи редовните контроли треба да проложат кај дерматолог еднаш годишно, да се гледаат значи тие промени кои што други кои што евентуално би се појавиле на кожата или веќе ги има пациентката, треба да се следат да не дојде до некаква, како да кажам, промена која што ќе индицира хируршко отстранување дека е потребно на таа промена. Други контроли не треба да се прават, значи евентуално туморскиот маркер S100 на 6 месеци е сосема доволно, како што е дадена препорака. Те тука оправдани, секој од нас вели да, може би треба подобро порано да направам уште нешто, бидејќи се плашат нели да не се влоши составата, но сепак онака како што е препорачано треба и да се да се следат советите, значи треба да си има пациентката еден матичен онколог или дерматолог кој што ќе ја води понатаму и ќе назначува што треба од исследување. Така. Во продолжение следуваат реклами, почитувани гледачи, не останете со нас, знаете, со визита продолжуваме веднаш по рекламите, за брзо време ќе го имаме и вклучувањето на магистер Илчо Захариев.
Ја гледате визитата на доктор Дева Петрова, специјалист онколог, радиотерапевт од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Дева, кои се опциите за лекување на карциномот? Колка од што зависи каква ќе биде успешноста и прогнозата и текот на болеста? Така. Она што го кажавме и во текот на емисијата, основно врз кое што ни е водител во тоа каков начин на третман ќе одбереме е стадиумот на болеста. Значи, доколку пациентот е опериран, тоа е постоперативниот патохистолошки наод и сите дополнителни исследувања кои што се направени за да се постави дефинитивниот стадиум на болеста. Доколку не е опериран пациентот, тоа е клиничкиот стадиум на болеста. Основно е дека раните стадиуми на болест, на малигни заболувања, бараат помалку агресивни третмани и тоа ни е целта во лекувањето. Раното откривање на малигните болести овозможува понеинвазивно, понеагресивно лекување понатамошно. Дури понекогаш нема ни потреба од дополнителен онколошки третман. Да речеме, најчесто малигните болести кои што се диагностицирани во прв стадиум, хируршкиот третман е дефинитивен третман кај овие болести. И останува она како што беше случајот со претходниот слушател, доколку е ран стадиум на болест, само да се спроведуваат редовни контроли и следења. Така. Колку болеста напредува во својот стадиум, втор, трет стадиум, веќе има потреба од дополнителен третман. Најчесто лекувањето кога е болеста во ран стадиум клинички отпочнува со хирургија или оперативно, се отстранува туморот, па потоа следува дополнителен онколошки третман. Но понекогаш кога болеста е, да речеме, во трет стадиум, локорегионално напредната, дала промени во регионалните лимфни јазли, за поефикасно да биде лекувањето, може да се отпочне со онколошки третман иницијално, да се даде, значи, хемотерапија и потоа да се направи редуцирање на туморската маса, да се намали туморот, значи да се повлечат тие регионални лимфни јазли, за да може хирургот побезбедно да оперира, бидејќи целта на хирургијата е туморот да се извади во здраво. Постојат и малигни болести каде што е доволно понекогаш, знаеме дека не може да се извади туморот во здраво заради поставеноста, заради локализацијата, понекогаш е доволно и да се редуцира. Но онаму каде што може да се постигне целосно отстранување, доколку тоа го постигнеме со првично отпочнување со онколошки третман, така треба да оди редоследот на лекување. Прво хемотерапија, па потоа хирургија. Значи, веќе спомна во излагањето дека едни од начините на лекување на малигните заболувања се оперативниот третман или хирургијата, потоа хемотерапијата, што представува системска терапија, и радиотерапијата или зрачната терапија. Освен хемотерапијата, во системските начини на лекување влегуваат и користењето на хормонска терапија, целна или биолошка терапија. Значи, тоа се препарати, оние кои што спаѓаат во целната и во биолошката терапија, кои што се дел од современата онкологија, бидејќи на полето на истражувањата во онкологијата секогаш се откриваат нови моменти, значи се откриваат нови рецептори кај туморот, нови механизми на неговиот начин на размножување и секогаш, откако ќе откриете некој механизам или некој нов рецептор, се трудите да најдете лек кој што ќе го блокира тој рецептор или тој механизам со цел да го спречите размножувањето на туморот и да ја намалите неговата агресивност. Така да биолошката и целната терапија се малку посовремени терапии кои што за жал кај нас се помалку достапни, бидејќи се што е посовремено е со многу повисока цена и прилично недостапно. Во однос на хемотерапијата, како системски начин на лекување, можам да кажам дека целта на хемотерапијата е да се понекогаш превенира, значи може да се даде превентивно, тоа велиме ние адјувантно, после спроведен хируршки третман,
доколку болеста не е проширена на друго место, но знаеме дека малигните болести имаат таква особина да може да метастазираат, ја даваме значи хемотерапијата како надополнување на хирургијата за да го спречиме евентуалното ширење на болеста. Може да се даде исто кога има присутна болест, ако се појавиле веќе метастатски промени, на тој начин ние ги лекуваме со давањето на хемотерапија. Значи хемотерапијата е системска, бидејќи најчесто таа се аплицира венски. Понекогаш може тоа да бидат и таблети кои што се земаат преку уста, се разнесува значи низ целиот организам и може да биде достапна до сите ткива и органи. И затоа е системска терапија. За разлика од хемотерапијата, зрачната терапија е локален начин на третман. Тоа е нешто слично како хирургијата. Значи понекогаш радиотерапијата може да биде замена за хирургијата. Значи постојат ситуации каде што пациентите, да речеме со карцином на ларингс, кај кој што на грлото, да, преведено во народниот речник, доколку треба да се оперираат, значи треба трајно да им се отстрани тој дел од телото, значи гркланот, и во тој случај треба да се постави трајна трахеостома или отвор низ кој што пациентот значи ќе диши и ќе може да вежба говор со соодветно помагало. Одредени пациенти одбиваат таков начин на третман и како замена за тој третман доаѓа така наречената дефинитивна радиотерапија. Значи тоа веќе не е зрачна терапија постоперативна, него го спроведуваме како дефинитивен начин на лекување. Исто така имаме случаи на карциноми на грлото на матката, каде што не може да се спроведе хируршки третман, бидејќи станува збор за поголем тумор, кој што е локално напреднат и она што зборевме, ако целта на хирургијата е да се извади во здраво туморот, сега веќе гинекологот не може тоа да го стори и заради тоа се почнува значи со зрачна терапија во комбинација со хемотерапија. Значи, зрачната терапија е локален третман кој што може да го замени хируршкиот третман. Исто така има ситуации кога некој тумор може да биде опериран, но од разни други причини, коморбидитети кај пациентот, да речеме кардиолошки заболувања или слично, пациентот не може да биде поставен на анестезија и заради тоа може да се одбере зрачниот третман како алтернатива на хирургијата. Опции и можности за лекување, така? Да, тоа е многу важно, значи што овие болести се сериозни, но постојат и постои широка палета на начини на лекување кои што може да не доведат до посакуваниот резултат да го излечиме одредено малигно заболување. Постојат одредени тумори како што се туморите на дојка, карциномот на простата, карциномот на дојка, кои што се карциноми поврзани со хормонските влијанија во организмот и во тој случај може да се примени хормонска терапија во лекувањето, за да знаеме дали одреден карцином е хормонски зависен или не, се прават дополнителни боења на оперативниот материјал или материјалот што е земен од биопсијата, со цел да видиме колку имаме рецептори на површината на туморските клетки, каква е таа експресија, дали имаме висока експресија на многу такви рецептори за хормони или воопшто ги нема или ги има малку. Зависно од тоа понатаму го креираме лекувањето. Ако се високо хормонски зависни, значи карциноми, хормонската терапија може да биде многу ефикасна и предноста во лекувањето со хормонска терапија е тоа што таа не е толку агресивна. Не дава системска терапија исто како хемотерапијата, но не дава несакани ефекти од типот на несаканите ефекти кои што ги дава хемотерапијата. Сепак може да се биде и подобро и полесно нели за самиот пациент. Да, особено да речеме она што им е важно посебно на жените во тек на лекувањето, хормонската терапија не доведува до паѓање на косата за разлика од хемотерапијата, а може да биде подеднакво успешна понекогаш како и самата хемотерапија. Но треба да се направи проценка согласно стадиумот на болеста. Дали хормонската терапија ќе биде доволна или треба да се комбинира и со хемо и со зрачната терапија. Така. Да ги слушнеме повторно гледачите и нивните прашања. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Благодарам се за емисијата. Ви благодариме, повелете со прашањето.
Ало? Да, добар ден. Следен гледач, значи, Така, повелете. информирам. Јас вчера бев на ехо на дојка. И на лева дојка ми е откриено циста. Препорака прва сега од вчера пресно е, мислам, имам закажано за у лабораторија да проверам тенкоиглена биопсија. Да. Дали да правам? Правилно ли е? Не ли е правилно? Да, правилно е. А редовно си одам на контроли, мамографија. Последна контрола ми е направена пред 17 месеци. Така, значи тоа е многу позитивно кај вас, што сте една од ретките кои што одат на редовни контроли. Треба да бидете добар пример за останатите слушатели и гледачи. Значи, добро е тоа што сте направиле ехо преглед на дојките. Цистите најчесто се бенигни промени во дојките и тенкоиглената биопсија е соодветен начин на понатамошно иследување, бидејќи најчесто цистата е исполнета со течна содржина, така да може да се аспирира. Добро е само да се направи биопсијата да биде водена под ехо, за она што рековме да не е слепа биопсија, туку циљано да се влезе со иглата и да се земе аспират од цистата, кој што понатаму ќе се испита и патологот ќе даде свое мислење дали станува збор за течност во која што има бенигни клетки, што е нормална појава, или евентуално постои некаков наод за променети или малигни клетки. Лично се надевам дека станува збор за бенигна промена, но треба да понатаму да продолжите со исследувањето, да ја направите тенкоиглената биопсија, за да имате поточна дијагноза. Така, и кај цистите е многу важно постојано да се контролирате, односно постојано, колку што ќе биде препораката нели на одреден временски период. Најчесто е тоа на 6 месеци, но понекогаш може, доколку радиологот кој ве следи смета дека е потребно да се дојде и предходно, значи можете и порано да контролите да бидат и на 3 месеци. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Да. Добар ден. Повелете. Јас идем правено. Вака, ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, доколку сега ме слушате, за да можеме поубаво да се слушнеме и да се разбереме. Добро. Едноскопски наод пред тоа е на 2010. Добре. И ми пренојтува колон иритабилен. Да. И тоа ми дадоа да пием пати по едно. Да. А исто беше промени. Опера нема, без рани дека се наоѓа мора да нуса. Да. И сега исто така. Не ги пием лекови, пати што лекар рече не мора да ги пием. Да. Најчесто Малку прекини во линијата, ама барем основното, доктор Дева, не успеавте да го слушнете. Да. За среќа, значи овде не станува збор за малигно заболување, станува збор за една состојба на цревата, колон иритабиле, самиот термин кажува, така е, да, чувствително или нервозно црево. Повеќе ова заболување е поврзано со стилот на живот, начинот на живот и навиките. Значи, кој ги има пациентот, треба да се следат препораките, терапијата што е препишана од соодветниот специјалист и да се внимава на начинот на живот, значи на изборот на храна, исто така на стресот, значи никој не сака ни навики од типот пушење, консумирање на алкохол, треба да се избегнуваат зачинета храна, за да се намалат овие проблеми кои што ги истакна. Така и веројатно човек и сам ќе се забележи, нели, кога веќе се активира таквата состојба, така што кажа јаделе, како се однесувале, каков стрес доживеале, да. Додека се почитуваат правилата, се има контрола над болеста. Кога сме малку понедисциплинирани, почнуваат да се манифестира болеста. Така е тоа. Продолжуваме со вашите јавувања. Добар ден и за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Веќе сте вклучени во визита. Ало. Ме слушате? Да, ве слушаме одлично. Се јавувам од Битола. Едно прашање за докторката. Може, слободно. Пред 5 години имав многу болки во стомакот и направи 2 пати колоноскопија. Добре. И ми рекоа имаш нервозно црево.
А сега јас пак од време на време имам болки, истите болки ги имам. Печење многу во стомакот, желудникот, градите, течна столица прам, некогаш често одам, болки во предниот дел имам. Еве 5 години тие болки пак ги имам. Понатаму што да прам, да ме одговара докторката. Добро, Да. каде да побарате Ајде, соодветна помош, да. Така. Значи, вие веќе сте се јавиле поради овие симптоми на лекар, сте биле кај гастроентерохепатолог, направена е, значи, колоноскопија, потврдено е дека станува збор за нешто што е бенигно, значи надразливо црево или колон иритабиле. Она што зборевме и претходно, треба да се следат советите од специјалистот во начинот на исхрана, режимот на живот, конзервативната терапија, таблетки, тоа што ви е препишано да си го земате редовно, и повторно да се јавувате на контроли доколку има потреба да се повтори колоноскопијата, за да се види дали има некоја дополнителна промена во однос на тоа што било претходно. Ако има поминато 5 години, особено од колоноскопијата кога сте ја правеле, да, последен пат, може би е време да се јавите на лекар за уште една консултација и тоа кај специјалист, гастроентерохепатолог. И гледачката го спомена тоа течната столица, и вие нели рековте, ние секогаш ја поврзуваме со некаква настимка или пак вирус, меѓутоа течната столица некогаш може да биде резултати на нешто друго. Па така, понекогаш може да биде и една од манифестациите на малигни болести, како што е карциномот на дебелото црево, но обично кога е толку хроничен проблемот, како во случајов 5 години ги има пациентката истите тегуби, најчесто се работи за нешто што е бенигно. Обично кај малигните болести, значи пациентите имаат редовен начин на празнење на цревата, некој востановен режим и знаат да приметат кога тоа одстапува од она што е вообичаено и да се јават на преглед. Може и во таа ситуација да станува збор за некое бенигно заболување, како што е колон иритабили или некој полип во дебелото црево, но сепак треба да се направи колоноскопијата за да имаме прецизна дијагноза. Така е. Така, да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Да ве слушнеме и вас и вашето прашање, повелете. Добар ден, јас сум за емисијата кај докторката што ја визита. Да, веќе сте вклучени во визита, да го слушнеме вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, ние имаме, сопругот ми е осокарцином на белите дробови. Добро. Така, ама имаме со метастаза на мозокот. И сега имаме добиено епилептички напади. Така. Сега сето тоа се санира, доле добро е сето, хемотерапија, примаме хемотерапија и се е добро. Сега поради епилептичките напади имаме проблем со во главата, нели? Така, да. И сега не можеме ние магнито да го направиме, бидејќи он има околштување бехтери, има околштување на вратот и нешто помош ако може да ни дадете? Да, видете, тоа е честа појава кога постојат промени во мозокот, како последица на тие промени да се јават епилептични напади. Тоа е последица од метастазите во мозок. Значи, бидејќи рековте дека претходните третмани се комплетно спроведени, претходно бил лекуван со хемотерапија, предпоставувам зрачен е мозокот заради Не можеме да направиме магнитното или туморното маркирање, не можеме да го направиме поради бехтерото. Да, кога постојат метастатски промени на мозокот, значи постојат две опции во лекувањето. Ако е една метастаза, може хируршки да се отстрани. Ако се повеќе метастатски промени, тогаш доаѓа во предвид зрачна терапија, но доколку дозволува општата состојба на пациентот. Во однос на епилептичните напади треба да консултирате невролог, секогаш превентивно кај овие пациенти, дури да немаат епилептични напади, а особено ако имаат, мора да одат терапија со антиепилептици. Најчесто препишуван лек е тегретолот од 400 мг 2 таблетки. Јас сум многу задоволна од онкологија од Симонида Црвенковска, ние таму се лечевме. Така. Таа ни го препиша тај лекар и кај него се јавија сите негативни последици. Сега, да ве прашам, ние пиеме фенобарбитон. Да,
Значи и тоа е исто исто, значи тоа е препарат кој што се дава по една таблетка навечер пред спиење, така да со тоа е покриен пациентот, доколку и покрај оваа терапија повторно има епилептични напади, треба со невролог да се консултира. Да, и сега на втори правиме, исто бевме во Штип да направиме магнетна не можеме да направиме, он ги имаше тие немири, некој што не нормално немаше контрола со сега оноа и невропсихијатор ни даде таблетките ресепт. Да, и така, треба да си ја пие таа терапија што е препишана од специјалист, а кога оди на испитување, доколку не може е немирен, вознемирен, значи треба да се седира, да му дадат диазепам или некој седатив, пред да се спроведе испитувањето, за да може да биде мирен, бидејќи во тој случај ако постои немир, не може да се добие добар квалитет на сликата. Ви благодарам за јавувањето, го слушнавте одговорот, препораките и советите од доктор Дива, а сега продолжуваме понатаму, почитувани гледачи, токму во овие моменти ќе ги слушнеме и советите и препораките од магистер Илчо Захариев, кој што денеска ќе ни зборува за благотворното дејство на билката и на растението всушност змиско млеко. Добар ден, поштовани гледачи. Денеска повторно во емисијата Визита. Верувам дека ќе имате интересни содржини. А денеска зборуваме за малигните заболувања и секако дека мораме да кажеме дека со развојот на човештвото, со развојот на диагностиката, но и со развојот на хемиската индустрија, ние секој ден сме бомбардирани со голем број на супстанции. Начинот на нашето живење, начинот на исхраната често пати доведуваат до зголемни број на малигни заболувања. Голем број на цитостаци добиваат од лековите растенија. Ние веќе опишавме неколку. И опишавме и мелата, од која се добиваат цитостатици. Хириксорот, кажавме, варуминот спаѓаат тука како адјувантна терапија за лекување на малигни заболувања. Потоа го опишавме мразовецот, колхикум аутомнале, од кој се добиваат два цитостатици, колхицин и колкамин. Потоа зборуваме за билките од родот таксус, од кои се добиваат, да речеме, цитостатиците паклитаксел, таксотере. И секако зборувавме за билката винка розеа и винка минор, од кои се добиваат два цитостатица, винкристин и винбластин. Денес ќе зборувам за едно друго растение, ќе зборувам за билката змиско млеко или Хеледониум мајус. Зошто одлучив денеска токму во емисијата кога зборуваме за малигни заболувања да опишам ова лековита билка? Се одлучив затоа што во последно време во врвни институти се изолирани материи кои покажуваат дека ова растение има во себе материи кои делуваат цитотоксично. Билката змиско млеко или Хеледониум мајус се доста користи во западноевропските земји, а посебно во Русија, и представа растение кое го има многу и во Република Македонија. Значи во рана пролет, некаде тамо април, мај почнува да цвете со убави жолти цветови, достигнува височина некаде до половина метар. Има листови кои се слични на дабот, на листовите од даб. Кога се пресече стеблото истекува жолт, силен сок. Всушност, по своите фармаколошки особини, ова билка спаѓа во алкалоидни растенија е многу слична на фионот. Има над 20 алкалоиди во својот состав и представува едно од најсилните природни лековити растенија, кое е и доста токсично. Значи, во рана пролет, пациентите можат да наберат листови од ова растение или наземниот дел херба, Хеледонија херба, се бере по сончево време, да не е влажно, суво време, на чисти места, значи мора да се водиме од еколошкиот момент, да не се случи да го береме растението каде е загадено. Растението се суши под сенка на проветрени места, после на чиста хартија и се чува во хартија на амбалажа, може да трае дури 2 години. Значи, змиското млеко представува растение кое е многу проучено, да кажам дека главните хемиски соединенија кои фотосинтезата ги создала во ова растение се алкалоидите. Во листот или во жолтиот сок од ова растение има над 20 алкалоиди. Жолта боја доаѓа од берберинот, но има хелидонин и уште 20 други кои се деривати кои се со изохинолинска структура. Инаку битно е дека се многу слични на алкалоидите на фионот, значи по своите особини делуваат како папаверинот, како морфинот. Исто така во ова растение има гликозиди, има сапонозиди, има и флавониди, доста органски киселини, минерални материи. Значи, едноставно е богат хемискиот состав ова растение. Колкава е концентрацијата на алкалоиди зависи од тоа каде се бере, во кој период поднебјето. Мора да кажем дека во Република Македонија, заради специфичната микроклима, заради сонцето кој го имаме, нашата билка змиско млеко или Хеледониум мајус е многу квалитетна. И сега, бидејќи рековме дека има алкалоиди, веднаш да кажем дека тоа не е растение кој се користи за секојдневна употреба
И пред да почне да користите ова растение, мора да се обратите ке вашиот лекар, а пред се мораме да го консултираме и нашиот фармацевт за да правилно припреме лекови во домашни услови. Значи, рековме дека жолтиот сок од ова растение има голема лековитост, има повеќе од 20 алкалоида и првата и најважно својство на ова растение е силен аналгетик. Значи, билката Хеледониум мајус или смиско млеко ја намалува болката. Ако заеме во предвид дека при малигните заболувања болката е симптом кој се појавува, често пати и доминира, се појават и често неиздржливи болки, користењето на ова растение при малигни заболувања намалува болката и пациентите рачунаат дека има многу подобро. И тоа намалува стомашни болки како силен спазмолитик, намалува болки во жолчката и жолчните патишта. Едноставно, болки од различна природа, главоболки, реуматски болки. Значи, тука хелидонинот и берберинот имаат доминантно дејство, како добри аналгетици. Значи, една од најважните особини на оваа билка е да намалува болката. Рековме дека таа е добар спазмолитик, но веднаш да кажам дека ова растение има некои други особини, а тоа е дека ако локално нанесеме на полипи, да речеме на брадавици, директно од жолтиот сок на ова растение, со текот на времето доаѓа до угинување на овие полипи. Но мораме да имаме во предвид дека мора да бидеме предпазливи да не дојде до разрнување на тие места. Значи, во Германија, во унината фармакопеја ова растение е официјален лек и рековме дека во последно време докажано дека има материи кои делуваат и цитотоксично. Затоа моја препорака е прво да им веруваме на готовите лекови, а во Германија се прават доста и хомеопатски лекови кои го на некој начин користат ова растение во големи разблажувања кои имаат функција да ги потпомогнат физиолошките процеси во нашиот организам, за да можеме да се бориме против маглините заболувања. Всушност, ако за болниот постои лек, за него има надеж. Ако има надеж, значи тој се наоѓа и под небеска заштита. Затоа, поштовани пациенти во домашни услови, од ова растение може да направите тинктура. Тинктурата е најдобриот лек од ова растение затоа што имате правилна екстракција, имате јасно дефинирано екстрахирана лековитите материи, што е многу важно, многу јасно дозирање. Тинктурата од билката смиско млеко се припрема во однос 7:10. И тоа 50 грама, значи суви делови од растението се ставаат во тегла, се заливаат со 500 мл разбажан алкохол, 70% или спиритвени делути, или можете да го направите со ракија, со концентрација од 40 до 50%. Екстракцијата трае 10 дена на темно место, се промешува секој ден неколку пати, 11 ден се процедува. Тинктурата се користи 4 пати дневно, по 30 до 40 капки. Да повторам. Значи, билката Хеледониум мајус или смиско млеко е многу силно растение. Алкалоидно растение. Навистина ги ублажува и намалува болките. И тоа многу брзо. Значи, ефектот настапува многу брзо, после 15 до 30 минути. Но мора да имате внимателно дозирање. Значи, не смеете да користите високи дози, бидејќи до израз ке доаат и токсичните ефекти на тоа растение. Значи, тинктурата се користи 4 пати дневно по 30 до 40 капки. Може да користите со малку сок, бидејќи растението нагорчува, така да тоа е од алкалоидите кои ги има во ова растение. Од ова растение може да направите и чај. Една супена лажица се става на 300 мл врела вода, треба да кисне некаде од 15 до 30 минути, се промешува, процедува, се користи 3 пати по 100 мл дневно за намалување на болката при маргните заболувања. Истовремено да кажам дека кај народот се припрема и прашок, значи се меле листот на машинка за кафе во фина прашок, пулверес, и се користи 3 пати дневно по 0,3 грама. Значи, многу мала доза мора да користите и од листот на ова растение, за да се постигне тераписки ефект, а при тоа да нема несакани ефекти. Локално за лекување на брадавици, рековме се користи свежиот сок. Значи, свежиот сок од листовите може да го нанесувате директно на тие места, со текот на времето тие ќе исчезнат. Затоа што навистина сокот е многу фармаколошки ефикасен. Ова искуство, ова клиничко искуство од примената на ова растение го имам лично јас применето и кај мене. Почитувани пациенти, билката змиско млеко има навистина многу силно име. Знаеме дека змиите представуваат животни кои често пати продуцираат силен отров. И билката Хеледониум мајус продуцира голем број на лековите материи кои во високи дози се отровни. Значи, тоа е отровно растение. Но можеме да кажеме дека како и афионот, и опиумот, и екстрактот опиум делува како многу добар лек за намалување на болки од различна природа. Рековме главоболки, стомашни болки, болки при најтешки малени заболувања. Сепак, мојот совет е да ги слушаме лекарите, да се придржуваме на нивните совети, а при припремање на лекови од лековите растенија, задолжително фармацевтот треба да биде консултиран,
за да не настане некоја грешка, да не дојде до предозирање и на крајот да не правиме проблеми. Почитувани пациенти, мојата голема желба е да нема малигни заболувања. За жал тие постојат. И затоа аз сум среќен како фармацевт и како фармаколог, кога фармацевската индустрија открие нов лек, нов цитостатик кој е поуспешен од претходните. Мислам дека се она што ние го правиме како држава во делот на малите заболувања дава резултати, затоа што се она што како лекови постои во светот е регистрирано и кај нас. Почитувани пациенти, ви посакувам до наредната емисија да имате многу здравје. Да, со препораките и советите на господинот Илчо Захариев, веќе во понеделник во новото издание на Визита, кога ќе имаме и нова тема. Веќе сме пред крајот на денешната, доктор Дева. Ги кажавме сите работи во поглед на симптомите, манифестирањето, застапеноста, кои се најчести малигни, се извинам, заболувања. Да завршиме со превенцијата, она што е многу важно и кон што се стремиме сите ние. Така, многу е важно кај малигните заболувања, како и општо за сите други заболувања и кардиоваскуларните, кои рековме со малигните се водечка причина за смртност кај општата популација, да се внимава на навиките животни, значи стилот на живење, начинот на исхрана. Добро е да биде исхраната избалансирана, значи немам јасна дефиниција за тоа што е здрава храна, меѓутоа здраво е колку што е можно да е храната поприродно, нели, да се зеленчукото, овошјето, прехранбените продукти поприродно одгледувани, она што велиме ние да се стремиме кон органска, конзумирање на органска храна, избалансирана, да имаме доволно свеж зеленчук и овошје, значи житарици застапени во исхраната, да не биде тоа брза храна. Потоа исто така физичката активност, да се бавиме со спорт, да пешачиме минимум половина до 1 час дневно да посветиме на физичка активност, да се откажеме од лошите навики како што се пушењето или алкохолот, да се јавуваме на редовни прегледи за секој ново појавен симптом, значи кај својот матичен лекар, на редовни оние скрининг прегледи, кои што претходно ги објаснивме, може да ни помогнат рано да ја откриеме малигната болест и успешно да ја лекуваме, и нормално за тие кои што веќе е диагностицирана малигната болест, да се потрудиме и ние како средина, како стручни луѓе, како пријатели, роднини, да им дадеме психолошка поддршка, така бидејќи таа им е навистина многу потребна за да се носат со ова заболување. Така, превентивно да делуваме, да се насочиме кон превенцијата, односно активно да работиме на рано откривање на карциномот, уште пред да се појават симптомите, тоа е најважното. Како што велите и вие, кога се во најпочетните стадиуми, тогаш е добра прогнозата и добра нели состојбата токму. Успешно е лекувањето и со помалку траума, помалку инвазивни методи се користат и за државата тоа е поевтино и затоа вреди да се инвестира во превенцијата и во скринингот за да се има и успешно лекување. Така, и постојано се зборува за сите тие скрининг тестови и методи кои што треба да се направат од која возраст, за кое малигно заболување, за да ја намалиме нели можноста за да се појави. Така е, да ги почитуваме тие правила, значи на женската популација можам да и советувам од 40-та година редовно да се јавува на ехо и мамографски прегледи, исто така редовно да се спроведуваат гинеколошките прегледи, еднаш годишно, доколку 3 пат тестови се негативни, веќе може и на 3 години да се оди на гинеколошки преглед, кај мажите после 50-та година, значи да се прават контроли на туморскиот маркер ПСА. Тоа е еден од начините како да дојдеме до раното откривање и да внимаваме нормално на начинот на живот. На начинот на живење и оние животни навики кои што секојдневно ги имаме. Ви благодарам за гостувањето и што ни бевте денеска на Визита. Ви благодарам за поканата и ми беше задоволство. Така. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на Канал 5 телевизија. Следната нова Визита е веќе во понеделник, 10 минути пред 11 часот. Убав ден и пријатен и убав викенд.